Манастирот Добра вода кај Оризари последните години бележи динамичен развој и активен духовен живот. Таквите активности продолжуваат и годинава и се трајна определба за воиднина. Ова е заклучокот од одржаното годишно собрание на црковниот одбор, кој вчера ги сумираше резултатите од сработеното во изминатите 12 месеци и ги најави приоритетите за наредната година. На овој манастир сега има многу работи што недостасува. Ево сега ни е потребно пато. Ево, ама за тоа сега доаѓаат тука од Скопје едни млади деца, мерија го пато, тоа да направат проект и се надеваме дека за другата година за службата дека ќе биде поставено асфалт. Тоа не е обеќано исто од премиерот Никола Груевски пуштил пари, исто така и гранчалникот Радко Димитровски помага за тука, дека пато јас сум сигурен, имам поверение дека ќе го направат. Во рамките на годишното собрание, црковниот одбор организираше манастирски ручек за сите помагатели, соработници и за верниците, без кој добра вода денеска немаше да биде тоа што е. Бошко тија многу помага, па и градоначалникот поздравам и они помага се за добро да е. Сакаме да биде што повеќе да се изработи, да стане, ние стареме више. Ја тоа работа 5 години, ама да наследат други, да не се напуштат. Организаторите се погрижија заедничкото дружење на сите кои имаат свој придонес во развојот на манастирот да протече во мощна пријатна атмосфера, изразувајќи им на тој начин благодарност за се што направиле во изминатиот период. При тоа ја потенцираа неопходноста од изградбата на асфалтен пат до манастирот, со што тој ќе стане подостапен за верниците од општината и регионот.